Началникот прес. Почуваме? Може, да. Добар ден на сите. Значи, зградата е изградена за 2 години преку проект на Светска банка, Банка за развој при Совет на Европа. Има 29 стамбени единици. Сега во тек е огласот преку Министерство за транспорт и врски за доделување на становите и очекуваме да се јават поголем број на граѓани да можеме да ги доделиме становите. Становите се од 40 до 50 метри квадратни, се опремени со сите потребни средства за да може да функционираат жителите. Каков е одзивот до сега? Па има до сега јавено доволен број на не е голем одзивот. До 21 очекувате дека ќе има и други што ќе се пријават? Би требало да се јави. Благодарам. Да, слушам. Добар ден и од мене. Превен да се заблагодарам за присуството на министерот за транспорт и врски господин Александар Николовски, кој што на општина Велес во изминативе неколку месеци помага и тоа сериозно помага. Имаме денеска богата агенда и голем број на работи кои што сакаме да ги соопштиме на велешката јавност и на македонската јавност, но и да ги покажеме. Се наоѓаме пред социјалната зграда која што кажа директорот дека тече огласи и ги повикуваме граѓаните на општина Велес да се јават за да може на транспарентен начин да се изберат на тие што највеќе им е потребно и оваа зграда да ставиме во функција. За ставањето на функција на оваа зграда општина Велес во изметени неколку месеци вложи сериозни финансиски средства за снабдување со вода, фактички преку цела Луј Пастер донесевме вода заради тоа што оваа зграда фактички немаше вода, може да се случи да ги луѓето се селат, а нема вода за пиење, така да таа работа е веќе завршена. Денеска ќе бидеме и на улица Луј Пастер, каде што имаме втор завршен слој, кој што е финансиран преку Министерството за транспорт и врски и Светска банка, една од многуте улици кои што се направи во изминатите година-две, кои што значат подобра инфраструктура во нашиот град и побезбедно одвивање на сообраќајот, но морам да кажам дека општина Велес на оваа улица вложи дополнителни финансиски средства со цел расширување заради тоа што нашите граѓани има потреба веќе 30 години овој дел од Киручук па до првите куќи од керамита да биде проширен, така да го бутнавме подпорниот зид, ќе направиме нов подпорен зид, моментално е расширена улицата за да може две коли да се разминат. Така да вложуваме многу во инфраструктура, работиме интензивно за подобрување на инфраструктурата на нашиот град, иако е најавено заради ближењето на зимскиот период од нашата година, оваа улица Раштански пат ќе одложиме за наредна година, така да кога ќе завршиме ќе имаме комплетно нов дел на овој наш дел на Велес. Благодарам. Добро, благодарам и јас за присуството, навистина ми е задоволство што еве денес заедно со директорот на јавното претпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор во значење на Републиката, понатака со градоначалникот и со пратениците сме тука во Велес. Имаме навистина убави работи да споделиме, би сакал да споделам со вас неколку. Прво секако е оваа завршена зграда која што е во вредност од 54 милиони денари, има 29 стана и се надевам дека 29 семејства ќе се најдат среќата тука и ќе можат да имаат кров над глава и да имаат посетни денови во годините кои што се пред нив. Би сакал да ги мотивирам сите кои што исполнуваат услови да конкурираат и после тоа во една транспарентна процедура да ги поделиме становите и се надевам за некој месец повторно да дојдеме тука да ги видиме веќе луѓето кои што ќе живеат тука, да видиме сретни семејства кои што ќе можат да си ја видат иднината тука. Втората работа која што сакам да ја кажам е во однос на проектите кои што ги реализираме и ќе ги реализираме во општина Велес преку програмата која што имаме со заем од Светска банка. Тоа се пари кои што македонските граѓани секако ќе ги враќаат во иднината, но сега ни се на располагање. За Велес се одвоени 1 милион и 100 илјади евра, кои што во најголем дел се веќе потрошени. Во тек имаме реализација на 3 проекти. Прво е улицата 8 март во вредност од некаде 5 милиони денари, која што е целосно завршена. Втора е Љубљанска, која што е 6,6 милиони денари, завршена реконструкција, се поставува сообраќајна сигнализација моментов, и третата е Луј Пастер во должина од скоро 1 километар, во тек реконструкција некаде 20 милиони денари. Она што можам да го најаваме дека во следниот период преку програмата на владата одвојуваме 100 милиони годинава и 250 милиони в година за проекти за општините. Има бројни проекти кои што ќе се
за општина Велес и морам тука да го пофалам градоначалникот дека е први градоначалник кој што ги искористи измените на Законот за урбанистичко планирање со кој што се овозможува полесна изградба на катни гаражи, така што за брзо ќе видиме и катна гаража, се надевам, во Велес. Она што исто така сакам да го кажам, а е во надлежност на мојот ресор е работата на Македонија пати на ЈПДП. Во моментов имаме реконструкција на клучката Башино село, мост на река Вардар и делница Башино село Велес, тоа е практично влезот во Велес, во вредност од 44 милиони денари, интензивно се работи. И второ, клучното, ова ни е изборно ветување, а тоа е изградба на нов мост кај Башино село. Во моментов ЈПДП работи на проектирање и се надевам дека следната година ќе избере изведувач кој што ќе го изгради овој мост како еден капитален објект кој што е потребен за општина Велес. И на крај, нема да сум јас ако не го кажам ова, се надевам дека до пролет ќе почнеме проектирање, а во следни 4 до 5 години и ќе завршиме брза пруга, која што ќе значи дека од центар на Велес до центар на Скопје ќе се патува за 25 минути со просечна брзина од 200 км на час. Благодарам, повелете, ако има прашање.